Кога сме кај ЈСП, јас само да додадам уште една информација дека од утре почнува летниот возен ред на жичницата Милениумски крст, односно од 9 до 20 часот во вторник, среда и четврток и од 9 до 21 часот во петок, сабота и недела. Понеделник и натаму останува неработен ден, а автобуската линија до Средноводно ќе биде приспособена на работното време на жичницата. Сега од разговорот во јавното собраќајно предпријатие се префрламе овде во студиото, како што најавив, овде со мене е госпоѓа Роза Василевска, со која што ќе разговараме на тема 20 години од постоењето на првата детска амбасада Меѓаши. Добре ни дојдовте. Добре ве најдете. 20 години се поминати. Меѓаш е една од најстарите граѓански организации во Македонија која што се бори за да ги заштити правата на децата. Го славите 20-тиот роден ден. Кога ќе се завртите вака назад од 92 па се до денес, поминале многу години, може ли да кажеме дека Меѓаш и ја постигнала својата цел? Какви се резултатите? Да. Ви благодарам прво за поканата во оваа ваша убава емисија. Убаво е вака што ќе ги известиме граѓаните за работата на првата детска амбасада на светот Меѓаши, како што рековте, најстара граѓанска организација, која што нели веќе има 20 години работно искуство и мислам дека е во ред да се спомнат сите нејзини активности и резултати кои што таа ги постигнала. Целта се остварува после многу години, меѓутоа тоа не значи дека нема веќе други цели кои што времето нели после ги наметнува и ги поставува како потреба да се делува и понатаму во заштита на детските права, меѓутоа и да се почитува нивната личност и да се размислува околу тоа како може да се направи покреативно нивното детство и тоа нема крај, Апсолутно и да се напредуваат секојдневно, така. Имавте многу кампањи, многу промотивен материјал. Ме интересира, во денешно време луѓето се почесто и послободно зборуваат за своите проблеми, па и некако пристапот им е многу полесно им е да се да отидат и да побараат помош. Кои беа позначајните активности? Дали може би тоа вашите кампањи, сето тој материјал, вашиот труд вложен за сиве овие 20 години придонесоа да се изостри слухот кај луѓето? Најпрво би го спомнала СОС телефонот, нели, кој што е скоро од почетокот, нели, од формирањето, иако претходно нели се започна со малку поинакви активности со бегалците од Босна и Херцеговина, но нели по некое време веднаш потоа започна со работа СОС телефонот. Него би го спомнала како една од таа најважна активност што се случува во рамките на амбасадата, за кое што нели во почетокот скоро никој не знаеше и заради тоа луѓето и не се ни јавуваа, нити децата имаа храброст. Меѓутоа, активностите на првата детска амбасада Меѓаши се такви што ги ослободува, еве преку јавните медиуми, постојано се зборува за тој СОС телефон и за активностите и за резултатите, па така од ден во ден, значи се зголемува бројот и на возрастни, а и на деца кои што сакаат да разговараат за нивните проблеми, во кои што ете се нашле, нели, склоп на околности, такво е времето и така натаму. Различни проблеми ги окупираат децата, меѓутоа многу е битно што тие имаат таква смелост и немаат страв веќе да се јават. Порано беше многу страшно да се јават, имаат страв да се отворат за таква некоја работа, а додека сега се поотворени, така што би ја истакнала таа работа на СОС на телефонот, која што значи од ден во ден расте, има многу јавувања и така сето тоа се бележи и се регистрира во самата работа на амбасадата. Понатака би ги набројала тука разните проекти. Имаше минатите години постоја неколку кампањи кои што беа некако како во продолжение. Значи беше тука кампањата дали го гушнавте денес вашето дете, дали му кажавте на вашето дете колку го сакавте, дали колку го сакате, дали разговаравте денес со вашето дете и така натака. Тука целта на амбасадата преку тие кампањи значи повеќе да поделува на свеста на родителите кои што во ова брзо темпо на живење забораваат дека треба и тоа помалку време поминуваат со своите деца и заради тоа тие кампањи беа поставени на билборди на секаде во градот и кога поминувавме низ улиците на Скопје ги гледавме и вака ни удираа просто во очи и не тераа да се размислиме дали го правиме тоа и ако не го правиме децата се сепак нашата иднина, нашето општество, нели без нив не може да има добра иднина ако ние не вложиме во нив љубов. Така да тука би ги истакнала и тие кампањи нели што се направени во последните години, мировното образование кое што сега го внесува во две средни училишта, значи во средното медицинско училиште и во средното училиште Здравко Цветковски.
Ете така, значи таму влезе тој проект, да речам за мировното образование, каде што учениците и наставниците се образуваат како да научат превентивно, значи да се заштитуваат од насилство. Значи кај младите да се развива таква една свесност да станат мирољубиви суштества, а не насилни суштества. И во прилог на сето тоа ги поддржуваме ние, да речеме, амбасадата ги поддржува и овие акции што се одржуваат сега во Скопје на 17 март, кога беше тој маршот за мир од Сдруженијето на граѓани се заедно за мир, така и на таа акција се приклучи и уште многу активности за кои што еве би посочила доколку граѓаните се заинтересирани, можат да отворат на каналот YouTube каде што има ми се чини 372 такви видеозаписи во кои што се гледа снимен материјал за активностите на првата детска амбасада Мегеши, а исто така може да прочитаат и на електронскиот весник што е Бушевко. Порталот, така. Со оглед на тоа дека сте граѓанска организација, тешко ли беше да се спроведат одредени активности во Мегеши со оглед на тоа дека ги прибирате средствата, не ги даваат? Да, никогаш не е имавте ли редовно поддржувачи, оние кои што ве поддржуваат и каков е односот сега, например? Каква ви е соработката со институции? Знаете дека финансиската поддржливост не е едноставна, таа е најтешкиот дел во работата. А уствари и најбитната работа, без средства не може ништо да се направи, нели? Меѓутоа, сепак во амбасадата Мегеши, значи, постои еден таков тим на волонтери, кои што се толку многу активни, кои што ги и се исполнети со еден таков дух, кои што тие знаат како да потикнат и некои други такви поситни активности, да речеме ќе се печатат некакви честитки, или ќе се оформиат тие касичките што ги поставивме во сите поголеми супермаркети, како во Тетико, во Рамстор, во Тинек, и најмногу поддршка даваат одговорните граѓани кои што ги пуштаат тие ситни парички во тие, да речем, касички, меѓутоа динар по динар збир се собираат средства и така понекогаш за некои активности, например, и да не сме нашли од други фирми или компании од кои што сме побарале пари, овие пари така знаеле малку да покријат и сепак активностите да се изведат. Стигнуваа ли парите или пак имаше одредени планови кои што пропаднаа во вода? Понекогаш се јавуваат такви проблеми со пари, заради тоа може проектот само да се одложи за некое време малку понатака, ама сепак ќе се реализира. Така, само прашање на време. Да, прашање на време. Што е со останатите институции? Имаат ли слух како во минатото, така и сега? Како стојат работите? Се подобрија ли? Затоа што сепак сте се покажале. Да. Ние најчесто соработуваме со одреден број на институции со кои што мораме да соработуваме, нели Центарот за социјална работа, па Народниот правобранител, па тука е полицијата, училиштата и секојаш со писмени представки се известени тие за разните активности што ги имаме во амбасадата и за разните јавувања нели од страна на децата и на возрастните на СОС телефонот и секогаш со нив имаме убава соработка, дури значи Мегеш има мониторинг и врз работата на некои институции за да сепак се контролира таа институционализација на децата што се прави и во тој случај би го споменала и детскиот центар што се наоѓа сега во просториите на Мегеши за децата од улица, каде што децата се згрижуваат неколку пати во неделата, таму им се дава значи храна, потоа таму им се дава и чиста облека, може да се избањаат и уште имаат и едукативен дел каде што најчесто ги описменуваат. Така што имаме поддршка и од јавноста многу, од граѓаните, еве поздрав до сите граѓани вака што не поддржуваат и од многу фирми и компании. Така, не е лесно, но не сме сами. Но мора да се снојаме. Така. Се во знакот на детето и на опредување на нивните права. 20 години помина, а како планирате да го одбележите вашиот јубилеј? До каде сте со подготовки? Сепак јубилејот е голем. Ете така, како се доближуваше денот, сите чувствувавме леле што да направиме, да биде убаво и така. Благодарение на Драмскиот театар, еве се благодарувам јавно на него. Значи, тие ни донираа и простор за изложба на ликовни цртежи, ќе имаме таму ликовни цртежи и литературни творби и целата сала ќе ни ја дадат. На салата ќе се одржуваат различни презентации, ќе се прикаже документарен филм
за работата на амбасадата од почетокот до сега, бидејќи има таков снимен материјал. И оваа книга, значи монографијата, во која што ќе бидат исто така ставени сите активности, ама и резултати што се постигнале во текот на овие 20 години, ќе биде сега за сега само во електронска форма, бидејќи нема средства за да се издаде. Па еве вака малку ја повиквам јавноста, посебно бизнис секторот, нели, доколку е расположен да сака да финансира, да ја отпечатиме, значи да биде и во печатена форма, би било многу убава таа монографија. Значи ќе има манифестации најразлични. Се планира тие не да траат само на денот на прославата, на 27 април, нели, во Драмскиот театар од 11 до 13 часот, туку се предвидува подолго време. Значи ќе траат до 20 јуни. А што се планира? Еве само на кратко тука ќе прочитам, значи пресконференции, свечени академии, различни кампањи, забава ќе има за волонтерите, средби со некогашни деца бегалци, доделување признанија, документарни филмови, публикации, промотивни материјали, конкурси, рековме ликовни литературни, промоција на монографијата за активностите и резултатите на амбасадата. Многу активности во очекуваат. Так. Тука го завршуваме нашиот вечерашен разговор, но не и нашата соработка. Ние и натаму ќе се гледаме и се надевам, па нели за 30-тиот јубилеј ќе бидеме и ќе зборуваме. Ви посакувам многу успешни и изреализирани години. Уште еднаш да ви се заблагодарам што бевте со нас. А во продолжение